Здраво на сите и добре дојдовте во 24-тиот дел на Зачудувачки факти. Џорџ Олдрич работел за НАСА повеќе од 40 години и неговата работа е да мириса работи. Тоа е за да се осигура дека не постојат непријатни мириси на меѓународната вселенска станица и во Space Shuttle. Кога Google го представил Gmail на 1 април во 2004 година со неверојатен 1 гигабајт бесплатна меморија, што во тоа време се чинело невозможно со Hotmail кој нудел само 2 мегабајти, луѓето мислеле дека е шега за 1 април. Николо Паганини, кој многумина го сметаат за најголем виртуозен виолинист на сите времиња, бил толку добар што во почетокот на 1800-тите години луѓето почнале да се прашуваат дали ја продал душата на ѓаволот за неговиот талент. Тој всушност бил принуден да ги објави писмата од неговата мајка за да докаже дека неговите родители биле луѓе. Некои членови од екипата која работела на American Horror Story Freak Show морале неколку пати да го напуштат снимањето бидејќи кловнот Твисти бил толку страшен што многумина се жалеле дека имаат кошмари по снимањето. Студија спроведена во 2013 година од страна на BBC открила дека 56% од пилотите имаат заспано додека летале, а дури 29% од нив кога се буделе виделе дека копилотот исто така спие. Во 2010 година музичарот Дейвид Грол бил примен во болница поради предозирање со дрога. Дрогата била всушност конзумирање премногу кофеин од кафе додека го снимал новиот албум. Пумба бил првиот лик кој некогаш прднал во филм на Дизни. Мона Лиза на Леонардо да Винчи не била позната се до моментот кога била украдена од Лувр во 1911 година. Смејата на хиената е толку гласна што може да се слушни на 13 км оддалеченост. Во древен Египет, кога ќе починала мачка, секој член од тоа домаќинство си ги бричал веѓите во жалост. И тоа беше тоа за 24-тиот дел на Зачудувачки факти. Доколку го сакате уште, лајкнете го овој видео и субскрајбнете се на мојот канал затоа што многу ми значи. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.